Почитуван председател на ВМРО-ДПМН, господин Христијан Мицковски, почитувани колеги, почитувано раководство на ВМРО-ДПМН, почитувани гости. Како новоизбран градоначалник се обврзав дека општината ќе биде сервис на граѓаните и дека секогаш ќе биде во функција на континуирано креирање услови за одржлив развој на локалната заедница, како и создавање на услови за поквалитетно живење на своите жители. За мене, одговорното, транспарентното и отчетното работење е принцип на функционирање што представува неминувен предуслов за успешно остварување на локалните политики како и одлична можност за ваше директно запознавање со сработеното од локалната власт. Иако наследивме тешка финансиска состојба, како резултат на недомаќинско работење во минатото, со долг од над 4 милиони евра, од страна на општината и општинските предпријатија и сите чинители, започнавме една енергична и исклучително активна општинска политика, секогаш имајќи ги предвид потребите на граѓаните за подобар и поквалитетен живот. Во првите 100 дена раководење со општината спроведовме низ мерки, активности и проекти кои значат директен бенефит за жителите на општина Илинден. Во првите денови започнавме со еден капитален проект за изградба на фекална канализација во локалитетот Јака во вредност од речиси 20 милиони денари, со кои се опфаќаат околу 300 домаќинства. Продолживме со реконструкцијата на главната улица 532, која ги поврзува населените места Марино и Кадино во должина од над 2 километра, каде што оваа инвестиција е над 40 милиони денари. Продолживме со изградба на новото основно училиште во Илинден, каде конечно во Илинден од 1 септември ќе се воведе целодневна настава, а ќе има и сензорна соба за децата со попреченост, бидејќи се грижиме за подобрување на условите за образование на секое дете. Изградба на колекторскиот систем за фекална канализација за населените места Илинден и Марино во вредност од речиси 46 милиони денари. Започнавме со инсталирање на пречистителна станица во населено место Кадино. Оваа година ќе биде пуштена во функција пречистената станица во населено место Миладиновци, а во процес на изградба уште една нова пречистителна станица, која што се надевам дека до крајот на годината ќе биде инсталирана во Илинден. За подобра комуникација со централното градско подрачје во вечерните часови и по барање на жителите е воведена нова ноќна линија во соработка со ЈСП Скопје. За прв пат воведовме еднократна парична помош од 5000 денари за секој новороденче во општина Илинден, почнувајќи од 1 јануари оваа година. На повеќе локации во општина Илинден е поставена нова вертикална сообраќајна сигнализација и хоризонтална сигнализација. Поставени се над 50 сообраќајни знаци. Во рамките за редовно чистење на каналската мрежа, со оглед дека нашата општина спаѓа во нискиот дел на Скопската котлина, во изминатиот период исчистени се над 13.000 метри канали со цел заштита на имотите на граѓаните од поплави во сите населени места. Исчистени се многу диви депонии на територија на општина Илинден во соработка со ЈКП Илинден и со општествено одговорни компании. Во рамките на проектот Светла општина, во соработка со јавното предпријатие Илинден, сменети се над 300 нови лед светилки, како и нови линии и со поставување на нови столбови во сите населени места. Извршени се редовни есенски деретизации за уништување на глодари, дезинфекција на сите јавни објекти на територијата на општината. Продолживме со силно вложување во образованието и училиштата преку низа активности кои ќе го подобрат секојдневието на нашите ученици, како и опремување на кабинети со соодветен инвентар, уредување на школските дворови, замена на старата компјутерска инсталација со нова, донирани се многу нови електронски таблети за сите ученици од 4-то деление во основното училиште Ристо Крле, согласно новата концепција за образование. Исто така, изготвена и доставена апликација до Министерството за образование за изградба на нова училишна спортска сала во населба Илинден. Направивме проект за проширување на просторните капацитети на постоечката градинка Гоце Делчев во Илинден. Аплициравме до Јапонската амбасада со проект за промена на кровната конструкција на основното училиште Ристо Крле во Кадино. Исто така, започнавме процес за изградба, проширување и реконструкција, адаптација на капацитетите за дневно згрижување на деца со посебни потреби. Во овој период, општина Илинден потпише низа меморандуми во областа на образованието, животната средина, социјалата.
Имено на меѓународниот ден на лицата со попреченост, општина Илинден потпиша меморандум со Хуманитарното здружение на граѓани и лица со хендикеп Илинден, како и Здруженијето на граѓани за едукација, инклузија и ран третман на лица со посебни потребни во име СИНО од општина Илинден. Потпишани се низа меморандуми помеѓу општина Илинден и општествено одговорни компании од бизнис заедницата во општина Илинден за подобрување на образовниот процес како едно од најзначајните области за развој, подобрување на квалитетот и ефикасноста на стручното образование со средното општинско средно училиште Илинден. Овие компании се дел од странските компании кои што вложуваат во нашата држава и во нашата општина, и соработката со овие компании од исклучително значење за нас како општина. Соработуваме и со Здруженијето за заштита и унапредување на животната средина, промовирање на концептот за одржлив развој екологик, со цел имплементирање на проектот велоучилишта, наменет за ученици од основните училишта на целата територија на општина Илинден. Отворивме канцеларија на хуманитарната организација Црвен крст со цел хуманитарните услуги да бидат поблиску до граѓаните, како и намалување на човечкото страдање и градење на силни механизми за намалување на последиците од хуманитарните предизвици. Преку проектот Зелена општина Илинден засадивме високо растечки садници на повеќе локации низ општината со соработка со општествено одговорни компании од бизнис секторот, а целта е да се придонесе за подобрување на квалитетот на воздухот, унапредување на животната средина, како и подобрување на условите за живење и квалитет на живот во локалната заедница. Почитувани, општина Илинден и нејзините жители заслужуваат многу повеќе од она што досега го добивале. Затоа ви ветувам дека заедно со вас и мојот тим ќе се вложиме максимално за реализација на нашата заедничка програма, која вие ја верификувавте на последните локални избори. Ова нема да е лесна задача, но ве уверувам дека со голема посветеност и многу работа истата ќе ја реализираме. Ви благодарам.